Настроените за одмор надвор од државата и туристичките агенции се надеваат дека ќе имаат нов почеток и летна сезона за паметење по катастрофалната 2020 година. На денес анкетираните граѓани им недостасува патувањето во странство, море и убавина, надвор од нашата држава. Па, секој сака да отиде на море, нели? Најнормално е тоа. Мислам, оваа година би требало да се опуштат. Да, оваа година да. Сега, да прошеташ малку е подруго, различно е од тука. Тука веќе сме биле неколку пати за Охрид. Овие намери се доволни. Туристичките агенции во добра мера уште од сега да обезбедуваат сместувачки капацитети, правенствено за најпосетената од нас земја, Грција. За оваа година нови аранжмани и апартмани имаме обезбедено во Грција, во Албанија и во Будва, Црна Гора. Стандардно, како и минатата година, Турција е најголема атракција за патување, со авионски аранжмани или автобуски. Пуштена е Хургада за Египет и има неколку понуди сега нови за Бодрум. Оваа година ги резервиравме нашите апартмани во Грција со оглед на тоа што веќе треба да се отвори границата со Грција. Покрај Грција ги нудиме Албанија, Црна Гора и Турција. Во Турција го нудиме Кумбургас, Албанија Ксамил и во Црна Гора Будва. И покрај оптимизмот и на граѓаните и на организаторите, прашањето е дали навистина оваа сезона ќе биде како ништо претходно да не било, односно што очекуваат тур операторите. Со оглед на ситуацијата се надеваме дека оваа сезона ќе биде подобра од ланската. Нели веќе почна вакцинацијата масовно, така да се надеваме на поголем број вакцинирани, повише патувања, се надеваме дека ќе се отворат границите и спрема останатите земји со кои се затворени, така да лето 2021 би требало да биде подобро од лето 2020. За подсетување, пред пандемијата редовно во Грција летуваат и ја посетуваат околу 1 милион македонски државјани годишно. Во Бугарија заминуваат околу половина милион, а во Албанија околу 400.000. Во однос на цените, организаторите велат дека тие нема да се разликуваат од оние пред пандемијата, а можни се и извесни намалувања.